Марија на лице место со матичниот лекар Ѓуро Кленковски ќе сподели малку повеќе совети за тоа како овој период да се справите сите вие кои што за жал се соочувате со пролетните алергии. Марија, повели со разговорот. Така е, верувам дека сите совети ќе бидат добро дојдени до нашите гледачи со оглед на тоа дека дел од нив уживаат во пролета, во пролетните и сончеви денови, но дел од нив за жал се соочуваат со пролетните сезонски алергии кои што итекако им представуваат проблем. Нешто повеќе за тоа која е главната причина како резултат на појава кај одредени луѓе на самите сезонски алергии и која е најдобрата превенција. Ово утро разговараме со мојот денешен гостин, доктор Ѓуро Кленковски. Да му посакаме добро утро. Добро утро, поздрав до гледачите, добро дојдовте. Доктор Кленковски, на самиот почеток ќе прашам колку често доаѓаат пациенти кај вас токму во овој период за пролетните алергии? Да, пролетните алергии пред се сега е пикот на поленската алергија. Април и мај, значи го достигнуваме онака врвот на пациенти кои што имаат потешкоти, се јавуваат на преглед. Зголемен е бројот на пациенти кои што покажуваат симптоматологија на пред се, значи алергиски ринит, но во секој случај, значи тековно ги менаџираме самите пациенти, ги следуваме и на некој начин се обидуваме да му го подобриме нарушениот квалитет на живот. Да се задржиме значи на поленската алергија, зошто некои луѓе се повеќе подложни на овие алергии, конкретно за поленската алергија? Дали станува збор за намален имунитет или пак едноставно можеби возраст игра улога? Да, самата поленска алергија е имунолошки одговор. Самата склоност на пациентот е мултифакториелно, повеќе фактори може да придонесе до алергија, но во секој случај самиот имунитет, значи поленот или алергенот наречен, значи медицински, го препознава како нешто туѓо. Значи самата слузница на носот, на очите го препознава како нешто туѓо и на тој начин настапува самата симптоматологија. Може ли да напоменеме која е најдобрата превенција во однос на оваа алергија стрикно околу поленот? Видете, пред се пациентите се јавуваат во амбуланта со симптоматологија на кивање, на кашлање, на чешање на очите, значи на солзење и пред се превенцијата на некој начин е дијагностика, значи да се види на некој начин, значи работна дијагностика, ако често секоја година се повторува, значи може да е суспектно за алергија, но се прават значи и отоларинголошки прегледи, се прават алерготестови на тој начин да се докаже самата алергија и на некој начин со терапија да му се ублажат симптомите на самиот пациент. Од што се состои самата терапија, дали може да напоменеме? Па пред се тука се антихистаминици кои што ги пијат пациентите, тоа се таблетарна терапија, деконгестиви за носот, значи капки за очи, кортикостероидни спрееви за во носот, значи во зависност од самијата симптоматологија, од нарушениот квалитет на живот, значи се одбира со која терапија ќе се започне. Има ли разлика, еве кога напоменавте за одредени терапии, дали има разлика во однос на терапијата за самите дечиња и повозрасните? Дали можеби треба да се внимава во одредена насока? Терапијата, значи, начелно е иста, значи во зависност од возраста, значи и кај малите дечиња може да се користат некои спрееви, значи ако на некој начин е докажано дека се работи за алергиски ринит. Дали можете да препорачате некои народни лекови, дали помагаат околу оваа алергија? Па да, алтернативната медицина тука, значи мислите во делот на храната, значи не има некоја храна која што може да ги намали самите симптоми, ѓумбирот, куркумата, доматите, цитрусните овошја, значи на некој начин се препорачуваат кај пациентите, значи да на некој начин ги ублажат самите симптоми, да избегнуваат градинарски работи, они што се значи интензивно склони на такви хиперсензитивни одговори
и значи ако може и да користат значи маска ако во овој период кога онака интензивно се расцветува. Иако напоменавме дека главната, односно пикот е самата поленска алергија, пред самиот крај сакам да напоменеме нешто и за другите сезонски алергии кои што се појавуваат во овој период и се разбира уште еден совет до гледачите пред самиот крај. Да, поленската е доминантна во овој период, но алергиите како алергиски реакции, значи пред се можат да биде алергија на храна, алергија значи да се појави кон некои типови на храна, кон некои типови на лекови, кон домашни миленици, кон домашни прашини, така да комплексна тема е сето тоа. Ако самите симптоми значи се појават, ако самиот пациент има потешкоти, би му препорачал да не почнуваат на своја рака лекови, да се јават кај матичните лекари за на некој начин се направи некоја диагностика и план за натамошен третман и терапија. Ви благодарам многу за одвоеното време. Поздрав до вас, поздрав до гледачите. Се разбира дека не треба да земате ништо на своја рака, не само за поленската алергија, туку дури да имате било каков проблем, се разбира дека треба да го посетите вашиот матичен лекар и да се консултирате за да ви ја препише соодветната терапија и да го решите самиот здравствен проблем. Се надевам дека овие совети беа добродојдени до нашите гледачи, со оглед на тоа дека навистина станува збор за поленска алергија која што имаат многумина токму во овој период.